Почитувани граѓани, почитувани скопјани, почитуван вице-премиер, почитувана министерке, представници на медиумите, имам особена чест и задоволство и официјално да го најавам почетокот на процесот за реконструкција на универзалната сала. Со усвојување на ребалансот на буџетот за 2020 година, Владата на Република Северна Македонија, парламентарното мнозинство, за овој култен објект во нашиот град одвои буџетски средства во износ од 120 милиони денари. Верувам дека сите сме согласни дека универзална сала е и ќе биде омилена културна институција на многу скопјани, на многу деца. Тоа е местото на првиот концерт, тоа е местото на кое што сме присуствувале на нашите први културни настани и тоа прави оваа реконструкција повеќе неопходна. Со обезбедените буџетски средства конечно се создадени услови за отпочнување на целосна реконструкција на овој објект во постојниот облик и габарит, задржувајќи го својот автентичен изглед како символ на обновата на постземјотресно Скопје. На овој чекор се одлучивме после широката поддршка која што јавноста ја даде за идејата да се сочува универзалната сала во постојната форма, на постојната локација, што пак не значи дека сме се откажале од идејата за нова концертна сала со придружни конгресни капацитети на друга соодветна локација, а согласно потребните стандарди за непречена организација на големи културни настани и друг вид на настани во нашиот град. На јавноста е познато дека за реконструкцијата на универзална сала постоја неколку несоодветни проекти кои што беа изработени од претходните градски администрации, кои што беа и прескапи за изведба, а од друга страна не ги задоволуваа потребните просторни капацитети. Реконструкцијата на универзална сала по проект што ќе ја задржи постојната големина и облик е оптимално и единствено разумно решение за повторно ставање во функција на овој објект. Со оваа реконструкција ја исполнуваме и спроведуваме на дело волјата на граѓаните во однос на универзална сала. Но истовремено сакам и да нагласам дека оваа реконструкција не ги задоволува потребите на нашиот град на среден и долг рок. Изградбата на нова концертна сала со придружни конгресни капацитети, со обезбеден паркинг и соодветно сообраќајно решение за пристап и ред други технички стандарди од ваков тип е нешто што мора да му се случи на Скопје час поскоро. Убеден сум дека наскоро и за тоа ќе наидеме на разбирање и обезбедување на средства и дека изградбата на ваква нова сала по реконструкцијата на универзална ќе биде наш влог во проектот Скопје Европска престолнина на културата во 2028. Град Скопје како институција игра сериозна улога во развојот на културата во нашиот град, во нашата држава и убеден дека сум со поддршката, со овие конкретни чекори кои што ги превзема Владата на Република Северна Македонија, во поддршка на овие проекти на градот Скопје, стануваме светол пример и во регионот и пошироко, а тоа е дека ќе бидеме горди и на универзална сала и на културата во нашиот град. Ви благодарам, нека ни е со среќа. Оваа универзална сала за приредби е подигната со помош што на Скопје му ја упатија граѓаните, хуманитарните организации и владите на Авганистан, Австралија, Аргентина, Боливија, Бразилија, Гвинеја, Ирак, Иран, Индонезија, Израел, Јордан, Јемен, Јапонија, Камбоџа, Куба, Канада, Кипар, Либан, Либерија, Луксембург, Мали, Монголија, Мароко, Монако, Нигерија, Нов Зеланд, Пакистан, Судан, Сенегал, Сирија, Турција, Тунис, Уругвај, Целон, Чиле, како и странските туристи што на денот на катастрофата се најдоа во Југославија. Овој објект ќе остане како траен символ на меѓународната човечка солидарност во обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес од 26 јули 1963 година. Почитувани скопјани, туку што ви ја прочитав содржината испишана на спомен плочата поставена до билетарницата на нашата универзална. Не смееме да ја заборавиме. Дел од земјите кои донираа за ранетото Скопје денеска се разурнати од војна. Кон сите кои што беа солидарни со нас во оние тешки времиња, имаме долг да се грижиме за овој подарок. Универзална во тоа време ја пренесе пораката до постземјотресно Скопје,
дека животот мора да продолжи. И денеска, во услови на светска пандемија, кога отпочнуваме со незината обнова, таа, нашата универзална, ја шири истата символика, дека животот мора да продолжи. Ги отвораме вратите, кои 5,5 години беа затворени, за да му се одолжиме на овој чувар на нашата културна меморија, за таа универзална, нашата универзална, да ги отвори портите на Скопје за сите кои во 2028 година ќе дојдат, се надевам, во Европската престолнина на културата. Ви благодарам. Фалимендерит, тешекјур, хвала, најстуменге, грасијас, харисто на влашки. Сполајви да сме живи и здрави. Почитувана министерка за култура, господја Ирена Стефовска, почитуван градоначалник на Скопје, господин Петре Шелегов, почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Ми представува големо задоволство што денес заедно со градоначалникот на Скопје и министерката за култура имаме можност да објавиме дека објектот со огромно значење за сите скопјани, култната универзална сала ќе биде реконструирана, при што ќе се задржи нејзината автентичност и оригиналност. Овој објект е некој вид на историски споменик и оставнина, како и символ на солидарноста која светот ја покажа за реизградба на нашиот град по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Овој проект не е единствен капитален проект во Скопје и во други градови кој ќе биде подржан со ребалансот на буџетот. Станува збор за вкупно 19 капитални инфраструктурни проекти во општини широм земјата во вредност од 245 милиони денари. Во Скопје, освен реконструкцијата на универзалната сала, како што веќе посочи и градоначалникот, тука се и средства за изградба на клучката кај Момин поток и за започнување на изградба на мост во Карпош 4 кој ќе биде во продолжение на Љубљанска улица. Тука се и проектот за водоснабдување на општина Чаир, како и канализација во Сарај. Сепак, не е само Скопје и скопските општини офатени со средствата ребалансот на буџетот. Тука би сакал да ги посочам сите други проекти, како што се финансирање за реконструкција на спортската сала Соколана во Куманово, имплементација на препораките на УНЕСКО за општина Охрид, каде што се предвидени средства за санација на колекторскиот систем на Охридското езеро, изградба на канализациона мрежа во општина Сарај, нов систем за водоснабдување во општина Тетово, како и низа на други проекти за кои што се обезбедени финанси, како што се проекти во Кочани, Маврово, Ростуше, Валандово, Кичево, Пробиштип, Крива Паланка, Штип, Прилеп, Дојран, Демиркапија и Центар Жупа. Ова значи дека со ребалансот на буџетот, освен за директна поддршка на најпогодените компании од кризата и граѓаните кои се соочуваат со потешкоти, обезбедивме средства за капитални проекти за реални потреби на граѓаните. Почитувани присутни, во име на владата би сакал да посочам дека максимално сме посветени во обезбедување на помош на граѓаните и компаниите кои се наоѓаат во потешкоти поради ковид кризата. Без притоа никого да не забораваме или некој да биде изоставен. Паралелно работиме на проекти со кои овозможуваме развој и креирање на политики кон нашата држава, Северна Македонија, која што ќе ја носат во прогресивниот развиен свет. Се надевам дека сите овие проекти, вклучително и реконструкцијата на универзалната сала, ќе се реализира со брза динамика и дека набрзо, по надминувањето на ковид кризата, заедно ќе уживаме во Скопскиот джез фестивал, концерти, детски представи и фестивали, културни манифестации и друго. Благодарам.